Жители на Кочани 3 недели го блокираа регионалниот пат од Кочани кон селото Бели. Бараа затворање на Кочанската депонија, која во меѓувреме стана привремена регионална депонија за ѓубрето и од околни општини. Се шири една реја и се сретнуваме со комшиите, одеме на доктор, значи децата ни плукаат црвено на сабале. Протестот од денеска е во мирување бидејќи општината делумно попушти. На депонијата ќе се носи само кочанскиот смет, се додека не се најде фирма која ќе се грижи за безбедноста на депонијата. И никој не вара, одлуката е ставна гласна. Кој е за? 19. Но што ќе се случи сега со другите општини? И уште поважно, дали е загрозен проектот за регионалната депонија, во кој веќе се вложени десетици милиони евра. Со зелена ѕвезда на оваа карта е означена локацијата близу селото Мечкуевци, Свети Николско. Таму за околу 2 години треба да никне регионална депонија, каде ќе се складира и преработува отпадот од вкупно 17 општини од источниот и североисточниот регион. Црвените и сините точки се локациите за претоварни станици. Но, до изградбата на целиот систем, актуелната Кочанска депонија доби дополнителна улога од 2021 година. Министерството за животна средина ја прогласи за привремена регионална депонија за Кочани, Виница, Чешиново Облешево и Зрновци. Така и работеше до пред 3 недели, кога поради честите пожари и загадувањето, група кочанчани почнаа блокада. Во 3 смени низ текот на 24 часа, во шатори, покрај камперски оган, храна и топла облека, не дозволуваа влез на камиони за смет од околните општини – Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. Ќе продолжиме да се бодиме на повеќе фронтови и но децидесиме дека нема да престанеме со нашите акции. Значи ние сме децидите дека градот треба да диши и дека сме тука за да сме буквално за да се спасиме самите себе си. Ги прошуваме докторите, абе добро, што преземем? Абе тоа е депонијата. Го добиваме тој одговор. И јас како млад родител, јас сум само заради тоа овде и сакам нешто да се промени. Бевме на разговори, разговаравме и се со тоа нивниот жаргон ја да не стави туку узречица ке. А на една од нивните пароли пишуваш резултати сега. И резултатите дојдоа. И никој не вара, одлуката е ставна гласна. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Констатираме на гласот дека оваа одлука е донесена. Советот на општина Кочани донесе одлука со која се забранува депонирање на смет од околните општини. Дополнително, жителите на Кочани добија и можност да бидат дел од надзорното тело, кое ќе биде активно вклучено во работењето на депонијата. Но може ли одлука на општината за забрана за депонирање на отпад од други општини да биде над одлуката на Министерството дека депонијата е регионална? И самиот градоначалник на Кочани вели не. Во делот на валидноста на одлуката тука треба правниците да се исконсултираат, да ги правните елементи да ги анализираме. Во суштина владината одлука не може и нема сила Советот на општина Кочани да ја поништува, само со оваа одлука Советот преку барањата во истата се обидува да ги реализира активностите за кои беше покрената блокадата, односно сопирањето на дотор на отпад од соседните општини. Сакам во оваа прилика да повикам да не се подлегнува на еуфорија и емоции, да се вратиме за решавање на проблемот во рамките на системот и во рамките на институциите. И пред да се забрани депонирање на отпадот од другите општини, локалната власт во Кочани презеде повеќе чекори за да ја санира депонијата. Ставија камери, воведоа 24 часовно обезбедување и ја оградија локацијата. Толку можевме сами, вели Папазов, кој не ја исклучува можноста да се депонира отпад од други општини, но под одредени услови. Ќе треба да се направат дополнителни работи. Во суштина се реализира голем дел од барањата на штрајкувачите, односно на граѓаните на општина Кочани
по основните барем се реализирани и за конечно да можеме да ја спроведеме одлуката на влада, ќе ни треба поддршка во делот на третирањето на отпадот на дневна основа кој би доаѓал евентуално од соседните општини. Одлуката на Кочанскиот совет, вели Папазов, ќе биде доставена до засегнатите градоначалници. Но додава тој, останува во дневна комуникација со нив до изнаоѓање заедничко решение. Останува на ставот дека единственото решение на проблемот е регионалната депонија во Свети Николско Мечкуевци. Виница е една од трите општини кои неколку години отпадот го депонирале во Кочани. Во изминатите 3 недели, камионите од Виница не можеа да го прават тоа поради отпорот од насобраните. Сега и затоа што така одлучи Кочанскиот совет. Поради новонастанатата ситуација, улиците на градот се преплавени со комунален отпад. 5 камиони со кои располага јавното комунално предпријатие Солидарност, полни со ѓубре, стојат паркирани во дворот. Низ градските улици, единствените кои се доближуваат до контејнерите се уличните животни. Улиците на градот Виница и населените места се претворени во јавна депонија. Значи нема улица на која немаме вреки полни со ѓубре, немаме расфрлан отпад, немаме контејнери преполнети и покрај нив отпад уште за 3 контејнери. Значи состојбата е катастрофална. Во училиштата, мене ме е страв за училиштата. Училиштата учат деца во градинките, отпадот го фрлаат тука, нема кај да го фрлат луѓето отпадот. Не да е Боже да се појави некоја заразна болест. Кој ќе биде тогаш виновен? Во потрага по решенија, општината почнала да размислува за реактивирање на градската депонија, која е затворена од почетокот на март. Но овој предлог бил дочекан на нож и од мештаните, и од Министерството за животна средина. А местното население во село Лески, каде што се наоѓа затворената депонија, уште веднаш вечерта на мене на градоначалникот почна да врши притисок со јавување. Следното утро кај градоначалникот беа на состанок и кажаа дека во ниеден случај не дозволуваат и тие, покрај тоа што не дозволува Министерството, и тие нема да дозволат повторно да се реактивира таа депонија, бидејќи со тоа се реши проблемот кој е стар 30, може и 40 години. Ако во Виница отпадот е лесно видлив, тоа не може да се каже за Чешиново Облешево, уште една од општините кои привремено го одлагаа ѓубрето на Кочанската депонија. Тука контејнерите се празни, иако и нивните камиони немаат пристап до Кочанската депонија. Па каде е ѓубрето од изминативе 3 недели и што понатаму? Одговори се обидовме да побараме од градоначалникот Далибор Ангелов, кој првично се согласи на интервју, но потоа ги игнорираше нашите телефонски повици. Па разговаравме само со граѓаните. Се собира, да, се собира. Вчера дојдоа луѓето, собраа го. Каде го носи, тоа па не е мој проблем. Важно, вчера дојдоа луѓето, собраа си. Можда треба секоја општина да си направи депонија. Зрновци едно време имаше таму и рециклажа. Апсолутно сум солидарна со граѓаните на Кочани, бидејќи во последно време, пошто го собираат ѓубрето од сите околни места и села, имаше многу загаден воздух кој што се осеќаше. Тоа треба да биде негде настрана. Настрана, уште таму е градо и селото мирише. Усмрде. Тоа не се трпе и така надолу. А дали е задоволителна хигиената сега во Чешиново Облешево? Се собира сметот секојдневно или не? Па збира се гледам, носат вујецо, а дека го носат немам поима. Централната власт на овој проблем му пристапува решително. Велат одстапки нема да има, оти се преземени обврски и средства од Европската унија. Што ќе направи Кочани? Ќе ги врати средствата што до сега ги земал за да го реализира овој проект. Вие кога земате средства, презимате и обврска да исполните нешто. И пред да го носи Зрновци, Чешиново, Башка, тоа е многу мала количина на отпад што доаѓа до овие 3 општини во однос на количината што ја генерира градот Кочани, пошто е поголем град. Апсолутно се неинформирани и злоупотребени во ситуацијата граѓаните. Дополнително, велат од животна средина, доколку соодветно се менаџира постоечката депонија, таа ќе функционира добро, независно од количината на отпад што се акумулира од засегнатите општини. Они имаат само свој отпад кој постојано им гори и им пречи, веројатно и треба да им пречи, но бидејќи ние имаме обезбедена механизација, направено е простор, целата локација е покриена со земја, само еден дел како келија
е предвиден да во иднина го прима во наредниот период до изградбата на претоварната станица овој отпад, обезбедена е механизација за да може тоа да биде контролирано, да се покрива и да не се дозволи да гори. Во таа смисла нема никаква опасност, независно дали се работи за 100 кила или за 1000 килограми отпад. Тендерот за изградба на регионалната депонија кај Свети Николе треба да се распише веднаш по нова година. Ако се помине како што треба, се очекува градбата да трае 18 месеци.